Великиот пост, црквата премудро ни дала можност да се припремаме за да влеземе очистени и со просветена мисла во Великиот пост. Затоа црквата направила и припремни недели за пред почетокот на Великиот пост, во која се спомнуваме за настани од Светото писмо, кои укажуваат на тоа дека треба сите да најдеме покаяние во себе, да ги очистиме нашите души по примерот на оние што се споменати во Светото писмо, во Евангелието, и така веќе со една очистена душа и просветлен ум да можеме да влеземе и во оној телесен пост, кој треба да му биде пак подлога на духовниот пост. Минатата недела немавте света литургија, но минатата недела, значи, црквата го славеше оној спомен на митарот и фарисејот. И се навратил малку и на тој празник, значи таму се зборува, Христос им кажува на своите ученици и последователи една парабола за тоа како треба да изгледа нашето покаяние. Имено во тоа што го зборува Христос станува збор за еден старозаветен свештеник кој во тоа време се нарекувале фарисеи и за еден митник, односно како што се нарекувале тогаш или во црковнословенскиот јазик, а денеска ги нарекуваме цариници. Секогаш, значи, престоело она размислување дека свештеникот треба да биде честен, треба да биде пример за тоа како треба да изгледа во верата, а цариниците секогаш важеле за луѓе кои ја извалкале својата чест со тоа што земале подкуп. Па така, кога влегле овие двајца луѓе во храмот истовремено, кога се гледа од страна, значи луѓето на прв поглед секогаш првен ќе ја препознаат праведноста на свештеникот, а ќе го осудат овој цариник. Но Христос вели дека не е така. Тоа го заклучува затоа што Христос како Бог ги знае срцата наши што размислуваат, знае што размислува нашиот ум. И кога влегле заедно во црквата, свештеникот се молел и му благодарил на Бога затоа што ете Бог му дал да биде свештеник и му дал можност преку тоа да пости, да се моли, но тука тој зашол во својата себебендисаност, во својата самозалюбеност, со тоа што кажал: ти благодарам Господи и што не сум како овој овде цариник до мене. Значи тој без да знае каква е состојбата на неговиот дух, дали е тој во покаяние или не, тој го осудил. И тој дома заминал по-осуден отколку пред да влезе во храмот, а обратна ситуација пак било цариникот искрено се молел, не смеејќи дури да погледне ни кон небото со очите сватени кон земјата, се молел Господа му ги прости неговите прегрешенија. Христос ни ја дава оваа парабола за да не научи на тоа дека треба да бидеме смирени и да се молиме за Господ да ги прости нашите гревови, а не да се фалиме самите со себе дека еве ние немаме никаков грев, ние сме праведни и правиме се што треба. Секој човек кој живее на земјата секојдневно греши, кој повеќе, кој помалку, дали е тоа со збор, со дело или помисла, но секој од нас се огрешил кон некого. Затоа и ни се дава овој пример за тоа еден и толку грешен човек како што бил цариникот, кој кога искрено се покајал, кога искрено се помолил на Бога да му се простат неговите прегрешенија, така и се случило, Господ го примил неговото покаяние и Христос е сведок за тоа. Додека пак оваа недела ни се дава уште еден таков пример за тоа како треба да изгледа нашето покаяние. Имено во денешната парабола што ја читаме за блудниот син, како што можете да чуете, се вели дека еден богат човек имал два сина. Едниот, помладиот негов син, во еден момент отишол кај таткото и го замолил да им го раздели имотот и она што е негово да му го даде, да тој самиот да може да владее. И кога ги видел тоа мноштво на пари што му биле дадени на располагање, што му ги дал татко му, него го повела онаа светска слава, онаа светска заблуда, да проба се што се може да се проба. И тој трнал по светот, се оддалечил од имотот на татко му и отишол и почнал да ги троши безвредно своите пари, расфрлајќи се и хранејќи се со сите сласти на овој свет. Но во еден момент, веќе кога дошло до тоа да ги потроши сите своји пари, немал што да прави, а немал ни образ за да оди кај својот татко да му побара прошка, туку почнал да работи кај други наемници и да се храни со оние желади, да пасе свињи, кај други богат човек, да немало ни тој да му плати, туку се хранел со она што се хранеле свињите, значи ги јадел оние желади кои останували.
Но во еден момент и тоа престанало и кај него тога се родило она вистинско покаяние, кога сватил што направил, кога сватил дека попусто го потрошил и блудно и разводно на својот живот, и тогаш му се родила она идеја за покаяние, но почнал да размислува, кога кај татко ми има толку многу луѓе да јадат леб, можам и јас да одам, но не ќе можам веќе да се наречем негов син затоа што ја злоупотребив неговата добрина, затоа што својот имот си го потрошив, но ќе одам и ќе побарам работа да ми даде како еден обичен работник. Така и станало. Кога го имал тоа покаяние, тој тргнал, се упатил на кај татко му. Кога неговиот татко работејќи во полето го видел, толку се израдувал на неговото покаяние што неговиот син се вратил дома, та притрчал кон него, го прегарнал и го благословил. Па наредил на неговите слуги веднаш да се направи голема веселба и да се облече во најубавите алишта. И да му се стави и прстен на раката, со што значило дека му се дава повторно власт над имотот кој што го имал. И кога почнала веселбата, неговиот постар брат се вратил од нивата, и кога слушнал таа веселба, ги запрашал слугите добро што се случува, што е таа веселба на имотот на мојот татко, и добил одговор од слугите дека еве твојот брат кој беше заминат од имотот наш се врати, па татко ти толку се израдува и направи голема годба. На тоа се налутил овој постар син кој отишол кај татко му и му рекол: татко, еве, јас цел живот ти служам, ништо не сум се огрешил кон тебе, но ти за мене не си ми дал ни да се провеселам со моите другари ни едно јаре, а еве за овој твој син кој го потроши развратно и блудно твојот имот, ти за него ги правиш овие веселби. Тогаш таткото му се обраќа со зборовите: синко, ти си секогаш со мене и се мое е твое. Но тука ги додава и зборовите кои зборуваат уште еднаш за покаянието наше. Вели: овој твој брат беше мртов и се врати. Значи и ние сите треба да се поучиме од овој пример и да знаеме дека колку и да сме се оддалечиле од имотот на нашиот Бог Отец, значи од она што ни го дала црквата и Господ Бог како наше да владееме, значи со сите оние богатства, со сите она плата која си ја заработуваме поштено, ние можеме да располагаме самите со тоа и да ги трошиме онака како што сакаме. Но треба да знаеме дека не е тоа што не води кон Бога, туку дека Бог ќе се израдува на нас кога во моментот кога и колку да сме се оддалечиле од црквата, ние ќе имаме покаяние и ќе дојдеме како овој син и ќе побараме прошка од Бога Отца. Значи, како што таткото се израдувал на својот син, така се радува Господ Бог на секој еден од нас, кој покрај тоа што години и години не доаѓал во црква, можеби од своето крштение, натаму не стапнал нееднаш во црква, но можете да замислите, ако радоста на овој татко за својот син била толкова голема да се направила таква гозба, колкава ќе биде радоста на небесата, колку би се израдувал нашиот Бог Отец на небесата со секој враќање на секој еден човек кој бил далеку од црквата. Значи, тука имаме мноштво народ, луѓе кои, еве, можеби во овие моменти се враќаат како блудниот син, но имаме и луѓе кои се постојано тука во црквата. За нас, што сме постојано во црквата, значи треба да се поучиме од примерот на оној постариот син и да не роптаме кон Бога доколку некој човек се врати, дојде во црквата и го поставиме и на повисоко место. Затоа што радоста на небесата е поголема за некој што се враќа кон црквата, отколку за сите ние нас што сме постојано во црквата. Значи, за нас што сме постојано во црквата важи она што таткото му го рекол на вториот син: еве, ти си секогаш со мене и се мое е твое. Се што е на Бог Отецот е и наше и на земјата, но ние само треба да размислиме дали тој ќе го употребуваме или ќе го злоупотребуваме. Ако живееме добро во црквата, тогаш Бог ќе не награди и ќе се радува на секое наше покаяние. Радувајќи се Бог на секое наше покаяние, значи ќе не прибира во црквата и се повеќе и повеќе ќе ни ја дарува својата милост. Значи, спомнавме два примери за тоа како треба да изгледа нашето покаяние, па да се поучиме од овие два примери и веќе наредната недела, кога ќе ја славиме месопусната недела,